на трибините на комитети. Комитетите ги пречекуваат го бараат и Иван Чупич. Иван Чупич дава изјава за медиумите, а ракометарите заслужено се качуваат на навивачката трибина да се поздрават со оние кои што неуморно ги бодрат цела година.
вечерва во спортскиот центар Јане Сандовски го имаме господинот Михајло Михајловски, човекот кој што е задолжен за се она што е Вардар денеска. Вардар денеска слави шампионска титула. Вардар денеска е освојувач на двојната круна и пласиран помеѓу 8 најдобри во Европа. Тоа што господине Михајловски го посакавте пред почетокот на сезоната. Да, пред почеток на сезона кажав што се наши цели, да освоиме двојна круга и да влеземе меѓу 8 у Европа. Еве го реализиравме сето тоа. Јас сум горд на моите играчи, на стручен штаб. За до година спремивме уште појака екипа и мислам дека во оваа сала многу врвни европски екипи ќе губат. Дај Боже, ви благодарам на оваа кратка, ама сладка изјава и нема никогаш да заборавам како одговоривте на прашањето на пресконференцијата околу финансите на Вардар, дека ќе обезбедиме онолку колку што ќе има потреба. Нека се множат титулите, нека се среќа и новиот спонзор. Да, па добро, и за финанси постепено ќе обезбедиме колку што ни требаат пари. Михајло Михајловски, легендата на ракометниот клуб Вардар. Благодарам уште еднаш. Нема да си оди мечка тука вие. Милан Лазаревски мечка, не можеме да го симнеме од комитската трибина, некако влезе во срцето на навивачите. Еве го и овие дечиња сите овдека не може да дојде на ред да ни даде изјава. Прво честитки за титулата, честитки за двојната круна, честитки за реализираното во Европа, затоа што беше барано, посакувано меѓу 8 најдобри. Имавме шанса за четвртфинале, но тоа е тоа. Те сакаат сите, мила ти е звездата. Како се чувствуваш? И нема да те прашувам што планираш, ке ти оставам да се одмориш, па што планираш ке ни кажеш во емисија? Чувството едноставно е незамисливо, бидејќи иако сме можеби сега математички недосигурани шампиони, јас рачунам дека бевме од порано шампиони, но ова е во мојата скромна кариера прва шампионска титула, која што многу ми е драга, не можам да ја опишам како се осеќам моментално. Навистина тежок, трнлив, долг пат во моја ракометна приказна. Втор сум бил цел живот, со Металург сум бил втор бев со Тримо Требње, втор бев со Вардар од кога дојдов. Навистина на Голгота, но се уште сум емотивно испразнет за целосно да можам да примам се ова што се случува моментално, но како и да е сега ќе одам со Олекона со пријателите, прославиме, одам. Напомнам сите овие навивачи и целата оваа атмосфера овдека во Јане Сандовски, сите овие дечиња што те чекаат да се фотографираат со тебе. Вардар чекаше на тебе подолго време, како да ни фалеше еден мечка овдека, но еве го тука е и се надевам дека ќе останеш долго и дека многу титули ќе донесеш и ќе реализираш со Вардар. Ви благодарам и би сакал да му се благодарам на клубот кој што на еден во тој момент со моето доаѓање тука недокажан играч му дадоа шанса и после првата моја година во Вардар добив целосна доверба, целосна поддршка и целосна слобода да го исполнам својот максимум и својот капацитет. Навистина го дам секој свој последен атом енергија, желба, љубов за овој клуб, за да ја возвратам и да оправам довербата која што ми укажа од страна управата од клубот. Честитки уште еднаш за моите соиграчи, за управата, за тренерите. Навистина сум прерадосен што сум дел од овој клуб. И го правиш сето тоа што го кажа, Вардар се радува што те има. Милан Лазаревски, мечка, еве ги дечките те чекаат да се сликаш, се најдобро се гледаме во емисија, да знаеш. Ајде. За двојната круна во македонскиот шампионат, очекуваше ли една оваква теби сезона во дресот на Вардар? Па мислам дека никој не очекуваше оваква сезона на Вардар, не само на мене, на цела екипа. Кога почнаме и припреми, и турнири и се, ама со секој тренинг, со секој надпревар правиме чекор напред и се уште правиме чекори напред. Мислам дека сме на прав пат и како ќе заврши оваа сезона, од тука идеме дале во наредна сезона и мислам дека има нешто добро тука и добро ќе се случи наредна сезона. Бидејќи напомена следната сезона е Лига на шампиони. Што чувствуваш за следната сезона? Што е тоа добро што го наговестуваш? Па очекувам полна сала и во полна
Јане, се е могуче. Гледаме дека кога имаме навивачи, кога имаме поддршка, никој не може да нас победи. Вака ќе остана, имаме уште еден надпревар да играме дома, тоа е со Тиквеш и вака завршава сезона и со Европа, и со Куп, и со Лига. Вардар остана без пораза дома, тоа е наша, како да кажем, гордост и тука не може никој да победи. Hvala ti mnogo jako. Hvala. Следната сезона веројатно веќе се размислува и за Лига на шампиони, а Вардар има и тоа какво големо педигре. А толку тоа, нашата цел ни беше да ја вратиме шампионската титула после 3 години и да играме во таа Лига на шампиони, зашто мислам дека заслужуваме и се надевам дека од следната надпреварувачка сезона ќе се прикажеме во добро светло и ќе имаме добри надпревари. Hvala ti Gocan. Третата минута по Јане Сандовски, Скопски Вардар слави против Битолски, Пелистер прославува титула вечерва. Но веќе колку трибута 30-17, прв пат 13 голови разлика и ова е делириум. Ова е радост на Вардаровата публика. Јас не можам да се сетам кога последен пат и дали некогаш Вардар толку убедливо славил на Пелистер, а посебно во овој надпревар кога му требаше само еден bod за да ја прослави титулата. И релевантно е тоа. Битно е дека покажа Вардар квалитет, интересно е што Пелистер се обиде да се спротистави некаде во првото полувреме до тие 5-6 голови разлика. Второто полувреме Вардар апсолутно доминираше и едноставно кратко и јасно покажа кој е кој во сезоната 25-26 во ракометната Суперлига на Македонија. Ајде на овој надпревар се обидеме и направиме една мала ретроспектива кога е Вардар во прашање стартувавме со таа пресконференција на почетокот на сезоната кога Вардар најави дека има амбиции за двојна круга. Штрофеот од купот е веќе во крилите, во црно-црните кутрини, еве и титулата тука, но тоа што фасцинира е големото враќање на Вардар на меѓународна сцена и се подобрата игра. За мене вистинско враќање овој амбиент, овој делириум, ова фанатична публика. Можеме да кажеме дека многу интересен момент пред 2-3 дена дека Вардар играше со Монпелје. Не беше волку И имаше полно, не. слободно столче, ајде да кажам. Не дека денеска нема, еве, Не беше толку полно со Монпелје, нити навивањето беше со толкова екстаза и да кажам елан. Нема да се сложам дека немаше емоција во навивањето и екстаза, но нешто посебно има кога станува спор за Пелистер. Па тоа ми е мавето. А еве трибината. Ова се вика кога не оди. Или обртно кога оди. На Кузмановски, капитанот на македонската репрезентација. Па тоа не ме бенди се, искрено, секоја чест за навивачите на Вардар. Меѓутоа, Кузмановски е член на репрезентација и треба малку поголема почит. Но тоа е спортот, тоа е ракометот, тоа е љубовта кон клубот. Знаеш што сакам да потенцираме, еве празна трибината на чкембарите најавија однапред дека нема да бидат на вечерта на овој клуб. Како да пречувствуваа, како да знаеа дека Вардар ќе прослави титула, не знам да мислам на која е причината. Па добро. Но сакам да се задржиме на оној момент каде што ти барем со целиот твој бекграунд сведочиш за ривалството помеѓу Вардар и Пелистер и од фудбалски аспект и од ракометен. Значи зборувам за 30 години назад. Ова Што се случува на Вардар Пелистер или Пелистер Вардар,
нешто што ретко се гледа, ретко можеш да видиш таква атмосфера заедно со двете навивачки групи. Како тоа ќе го опишеш? Значи, вакво спортско дерби, не збориме за ракове, збориме воопшто за спорт, му е потребно на македонскиот спорт, потребно е и пошироко. Секој љубител на спортот посакува ваков амбиент, да не речам и она спортска, па не баш соодветен израз омрза, меѓутоа противречност кон противникот, елан да се победи, спротивставеност. Ја сум долги години со Вардар. Денеска има 5000 публики во салата повторно и не застанаа Вардаровите навивачи, не само комитите, ние сега не збориме за комитите, ние збориме за навивачите на Вардар, за оваа цела трибина. Со ова само се покажува колку е спортот убав со навивачи, колку е спортот убав со публика. Тоа нешто што ни недостасува кога е фудбалот во прашање, кога е Вардар во прашање. Нема споредба. Во овој момент фудбалот и ракометот, па дори и фудбалски Пелистер и фудбалски Вардар се далеку од ракометен Пелистер и од ракометен Вардар. Гледате дека целата сала најава, тука не збориме за навивачка група, не збориме за комити, кој денес направи изворедна декорација. И ова со транспарентот, со крокодилот, каде што пишуваше живи го изедовте. Па не, тоа е симпатично, тука нема ништо лошо. Чембарите враќаат во битоло, тоа е добро, тоа не може да биде негативно. Без тоа не е интересно. Сака македонската, ќе речам поточно скопската публика, сака резултат, сака победа, знае да дојде на трибините. Знаеш како е? Вали Пелистер ја освои титулата, славеше Битола. Вардаровите навивачи и Вардар беа тажни. Оваа година е во знакот на црвено-црната боја. Пелистер ја изгуби титулата се враќа во Скопје. И нормално е ваа еуфорија на навивачите. Добро, Вардар, фудбалски Вардар, исто така е на добар пат да ја врати титулата, има за да играње уште, еве го игра сега во недела против Силекс. И ако е тоа императивот во враќањето на титулата, зашто не можеме оваа 5000 публика да ја видиме на трибините на градскиот стадион? Најголема тага, најголема жал, најголем прашалник во овој момент кога е во прашање фудбалскиот клуб Вардар, со некако панден на ракометниот клуб Вардар е недостатокот на таа публика, на таа сериозна публика која има на ракометот. Немам одговор на тоа прашање, дај Боже да се подобри нешто. Меѓутоа, мислам дека публиката не може да биде излажена, не дозволува да биде манипулирана од спортските брендови, а спортски брендови се ракометниот и фудбалскиот клуб. Ова што ракометарите го нудат, оно што Михајловски го кажа на почетокот на сезоната, кога продукција Скок, Дугутов YouTube канал беше присутен на таа пресконференција и кога рече клубот ќе има буџет толку колку што му треба, а наша цел е двојната круна. Немаше дилема, еве стигнаме до таму. Михајловски со двојната круна, а за малку падеше, да влезеше, но и пласманот меѓу осмите најдобри беше всушност најавено како цел за во Европа Точно така. Што апсолутно се реализираше. Така се реализираше. Вардар си го реализира, ракометни Вардар си го реализира. Не беа далеко од пласманот и во Final Four, но тој што ги познава ракометните прилики знаат дека и тој пласман во четвртфиналето на ракометниот клуб Вардар е добар успех, солиден успех. Се игра 59-та минута, значи уште 1,5 минута до завршување на оваа средба. Вардар води 4-19. Па да заклучиме, Вардар го сомеле Пелистер во ракометна смисла, толку голови разлика. Пелистер на вистина и се чувствува во ракометниот клуб Пелистер се чувствува дека нешто не е како што треба, но еве да се надеваме и да посакаме да се консолидираат
Што не е интересен ракометот ако Битолски Пелистер Добро. е волку послав како што денеска се покажува на овој Се напред. гласува. Пелистер доживува резултатска криза, ја изгуби титулата, го смени тренерот Стефче Алушевски. Сето тоа е нормално кога се во прашање вакви спортски брендови, а Пелистер Еврофарм е сепак спортски бренд. Дали кој пред фудбалот Пелистер и не. Васил Богов, Која опрема, втор пенал. не знам дали е втор, дали се повеќе други. Втор пенал го бележам. Дека не е ли важно, Васил Гогов влезе во 41-та минута кога Балак седна на клупата. Брани скоро 19 минути 20. еве ги истакуваат Фасцинантна атмосфера. 60 секунди од официјалното отварање на надпреварот и прославувањето на шампионската титула на Вардар. Нека е со среќа да се множат поздрави до битолчани, да им посакаме брзо консолидирање, враќање, да. Тоа е Да добро. бидеме искрени, имаме многу пријатели блиски во Тоа е добро за сите нас, тоа е добро и за Пелистер, и за Битола, и за Скопје, за сите кои го сакаат воопшто спортот и ракометот. не е ни важно веќе кои се И Вардар промаши пенал. кои се стрелци на головите, најмалку важно вечерва висока, убедлива победа за прослава на шампионската. 34-19. Последните 5 секунди и можеме тука да се објавиме да поуживаме малку